Републичката манифестација Вешта жена традиционално се одржа во Тетово, а своите вештини и уметности во подготвувањето на главно јадење, погача и десерт ги покажаа 11 учеснички, сите кои во текот на изминатите месеци победиле на општинските надпревари во своите градови. Титулата Гран При Вешта жена според бројот на бодови од жери и беше доделена на Катерина Николовска од Прилеп. Второто место и припадна на Даниела Димитриевска од Тетово, а трето место освои Мима Ѓорѓиева од Македонска Каменица. Според број на бодови од публиката, Гран При Вешта жена прво место освои Даниела Димитриевска од Тетово. Титулата Вешта жена 2026, според бројот на бодови, жирито ја додели на Марија Дамјановска од Скопје. На втората позиција се пласираше Зорица Јовановска од Тетово, додека третото место го освои Билјана Костеска од Прилеп. За Вешта жена 2026 година, според број на бодови доделени од публика, е прогласена Марија Дамјановска од Скопје. Според председателката на манифестацијата Снежана Стојановска, квалитетот на изработките оваа година го достигнал својот врв, оставајќи трајни спомени кај сите присутни. Суштината на Вешта жена не лежи во рецептите, туку во процесот на создавање експонати на лице место, каде секој детал ја раскажува приказната за трпението и посветеноста на современата жена која ја негува традицијата. Ова беа победничките и ова се победничките од општинските надпревари. И кога би рекле избираме Вешта жена на Република Македонија, јас би ги избрала сите до една, и Гран При и Вешта жена. Што се однесува за квалитетот и изработките, ми се чини дека оваа година, како и секоја, меѓутоа оваа година посебно, со нивните изработки на експонати на лице место, со нивното се тоа што требаше да се направи, го направија, а ние уживавме и уживаме се уште во спомените што тие ги оставаат кај нас. Она што ја прави оваа манифестација посебна е нејзината моќ да ги избрише границите. Во Тетово жените од цела Македонија покажаа дека разменетата љубов кон креативноста е универзален јазик кој ги надминува разликите во возраста, образованието или политичките убедувања. Тие ја продолжуваат дружбата и заедништвото и во текот на годината. Сите овие надпреварувачки, сите овие кои се надпреваруваја од февруар па до сега до 10 мај, 22 јуни патуваме на островот Евија. Квалитетот на надпреварите го дава резултатот на квалитетот на споделената љубов меѓу жените. И сите овие различности не прават да бидеме еднакви и по возраст, и по образование, и по политички убедувања. Само на тој начин можеме да се издигнеме над сите човечки вредности. Републичката манифестација Вешта жена 2026 во Тетово остави порака дека во срцето на секое општество стои жената, креативна, обединета и подготвена да ја претвори секојдневната работа во уметност.